Благодарам, подпредседателе. Да се извинам што не послушав во третото прашање на кој министер се однесува, да министерот за финансии. И за разлика од другите, ние имаме доблест да се увидиме грешката, да ги исправиме, да се признаеме и да се извиниме. Почитуван министер, најнапред за Југохром имаше усвоен на мој предлог и амандман за изготвување на елаборат за депонијата. Во некоја следна прилика се надевам дека ќе можеме да видиме текот како течат активностите, исклучително потребен. Второ, днес говориме за паника, но факт е тоа дека предпријатијата се под огромен притисок. Издржаа досега, а граѓаните нема да го издржат процентуалното зголемување на услугите за прочистување на водите, доколку тече она како што предвидува законот и правилникот. Таму е формула, станува збор за драстично поскапување и оптоварување на секојдневието на граѓаните. Го поздравив фактот што директорот имал доблест јавно да излезе и да укаже на сериозноста на проблем. Она што го бараме од вас е ваша максимална посветеност во владата да сватат тежината на можната ситуација. Да не дозволиме дека нашата извршна власт нема да има грижа доколку ни течат слободно фекалии по реките и потоците. Доколку се дозволи свесно да нарушиме животна средина, бидејќи самиот директор на инспекторатот тврди со неговото искуство, знаење, институционален капацитет што го имаат, дека е невозможно да работат. И дека ова сега што го прават во локалната власт и раководството на пречистителните станици и комуналните предпријатија се надчовечки напори, кои што успеваат некако. И предлогот на ВМРО ДПМН составен во Законот за измените и дополнувањето на Законот за енергетиката е реален, издржав и справедлив. Ќе ни го реши проблемот. Молам за ваша максимална посветеност да ги вразумите и да биде прифатен овој предлог. Благодарам. Во ред, да, пратеникот нема дополнително прашање, не е задан одговорот. Ви благодарам за тоа што ја прифативте сугестијата.